Како е да сте жена во дипломатскиот кор во Вашингтон како вршителка на должноста амбасадорка на Северна Македонија во САД? Вашингтон представува центар на меѓународната политика. Вашингтон е место во кое се носат одлуки кои одекнуваат низ целиот свет. Вашингтон е место во кое што се прават кариери. Јас сум убедена дека секој млад дипломат кога ја започнува својата кариера во Вашингтон, му предстои светла иднина. Да се биде прв човек на дипломатско-конзуларно представништво во Вашингтон представува пресврт во кариерата. Многу често представува и круна на кариерата. Но покрај сите овие зборови за моќта на оваа позиција, за престижот на оваа позиција, не смее да се заборави и одговорноста која што ја носи оваа позиција. Да се представува сопствената земја во центарот на политичката моќ, како што е Вашингтон, создава многу обврски. Не може да ги поделиме улогите и обврските што ги имаме тука на мажи и на жени. Да се биде дипломат во Вашингтон, да се биде жена дипломат во Вашингтон, значи дека не само пред американските институции, туку и помеѓу моите колеги од 185 земји од светот, треба да ги представам надворешната политичка, економска, социјална, образовна и каква уште не агенда на нашата држава. Кога работам, не размислувам за себе како жена. Размислувам за личност и размислувам за професионалец кој што мора точно да ги пренесе пораките во двата правца. Да се биде жена дипломат, тоа е голема одговорност, тоа е голема чест. Но лично сум била секогаш против тоа да се употребува жената како квота и жената да се перципира како квота. Ние жените, мора да се избориме да обезбедиме простор во кој ќе покажеме на вистина што и колку можеме. Не можам да го заборавам моментот во кој што се чувствував особено горда. Не можам да го заборавам 27. март 2020 година, кога ја имав огромната чест и огромното задоволство, мое лично задоволство, да го предадам инструментот за пристап на Република Северна Македонија во НАТО, во State Департментот. За некој кој што изминатите 8 години во Министерството за надворешни работи ги посвети токму на интеграцијата на нашата држава во НАТО, на позицијата заменик директор за политичко-безбедносна соработка, ми се чини дека тоа беше круна и тоа беше признание, но тоа беше и мое посебно лично задоволство. Драго ми е што можам од тука, од Вашингтон, да го честитам Меѓународниот ден на жената и да ги охрабрам сите наши жени да работат вредно, да бидат мотивирани, да работат на себе, без комплекси да ја градат својата кариера, бидејќи одамна светот не е поделен на машки и на женски работи. Како шеф на ДКП Вашингтон сум особено горда што сум пример, ментор и поддршка на моите помлади колеги во амбасадата. И еден куриозитет по кој што амбасадата на Република Северна Македонија во Вашингтон е позната помеѓу дипломатскиот кор. Сите вработени во нашата амбасада, сите дипломати испратени од Министерството за надворешни работи се жени.